Ранјаневски кој ни пренесува на што досега се случи во текот на денешниот ден. Зоки, што има ново во однос на судењето во што беше пред речиси една година во дискотеката Пулс во Кочани? Да, денеска овде во судницата која што се наоѓа покрај затворот Идризово продолжи судењето за случајот Пулс, односно пожарот кој што на 16 марта се случи минатата година во кочанската дискотека Пулс, животот го загубија 63 млади лица. Откако на претходните судски рочишта одбраната бараше преиспитување на обвинението и повлекување на обвинението против лицата кои што биле вработени во министерства и општини, како што бара и како што предходно предложи јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција за неколкумина полицајци наместо за тешки дела против општата сигурност, тие да одговараат за злоупотреба на службената положба. Денеска одбраната на обвинетите со нов предлог на почеток од судскиот процес. Тие побараа спојување на предметот кој што неодамна го формираше јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, се однесува на 13 полициски службеници кои исто така треба на 1 април да седнат на обвинителна клупа за кривичното дело тешки дела против општата сигурност, како што одговараат и овие 35 на кои им се суди веќе неколку месеци. Сепак ваквиот предлог судот го одби со образложение дека во оваа фаза од постапката не може да има вакво спојување, бидејќи како што информираше судот, тоа би довело до одолговлекување на постапката и би било спротивно на начелото на економичност, како и на обврската на судот да ја води постапката без неоправдано одолговлекување. Инаку во овој момент пред само неколку минути започна и сведоштвото на еден од четворицата повикани сведоци, па така прва на прашања од јавното обвинителство одговара Мартина Ристевска, која што кобната ноќ на 16 марта била гостина во дискотеката Пулс, а кажа дека во дискотеката пристигнала околу 2 часот и 15 минути, а со својот мобилен телефон била меѓу првите кои која го снимала почетокот на пожарот. Рече дека откако пеачот на бендот кажал дека треба сите да излезат од дискотеката, се направила огромна гужва и сите се упатиле кон вратата каде што и останале заглавени. За денеска јавното обвинителство има повикано вкупно 4 сведоци кои ќе одговараат на прашања од јавното обвинителство. Инаку досега на предлог на обвинителството своји сведочења има вкупно 15 сведоци. Само за подсетување, освен овој предмет за случајот Пулс се водат уште три случаи кои што исто така се однесуваат на пожарот во Кочанската дискотека. Едниот судски процес веќе почна во вторникот. На обвинителна клупа седат 3 полициски службеници за злоупотреба на службената положба. Судскиот процес пак против 13 полициски службеници кои треба да одговараат за тешки дела против општата сигурност е веќе закажана на 1 април. Како што објаснија од јавното обвинителство за организирана криминал и корупција, овој предмет се однесува заради тоа што полициските службеници, иако биле должни, а се наоѓале на 16 марта во дискотеката Пулс, тие не спречиле да биде активирана пиротехниката која што е посочена како причинител за пожарот. Маријан, како што кажав, во овој момент започна и сведоштвата на повиканите сведоци, па повеќе детали од нивните сведоштва гледаме во вестите во 16.